Да се оди на девизата на Атидже – пола за нас, пола за пчелите. Вели Благој Митев, пчелар од Кочани, председател на пчеларското здружение Матица, кој ги истакнува активностите околу подготовка на пчелите за пролет. Ние сега спремаме опремата, што ни требаат: сандаци, подници, капаци, рамки, сатни основи. Тоа сега се припрема, нема некои други активности и кој нема оставено мет на пчелите, како што кажа Атидже, пола за нив, пола за нас, тој сега ќе си стави погачи. Митев додаде дека топлата зима не одговора на пчелите, односно ќе се одрази на пашата. Затоа пчеларите се надеваат на дождливо време во март. Со вакво време сушно ќе нема ни паша. Значи мора да има дождови, пошто немаше снег. Ако нема и дождови, нема да има ни паша. Ќе се надеваме дека ќе имаме дождови, па да има и паша за пчелите. Ако има дождови, просечни како што треба да има, тоа ќе има добра паша. Ако нема дождови, тешко дека ќе има, ќе биде сушна година и многу тешко ќе биде. Кажете ми, има ли млади пчелари кои сакаат да го научат пчеларство? Па има и заинтересирани млади пчелари, но ако продолжи вака времето, тешко, брзо се откажуваат. Ќе немаат желба за... Ако има добар принос, секој ќе сака да биде пчелар. Како што беше топло времето, среќа оваа година ја немаше во многу нозе мозата. Само малку се појавила кај некоја пчела и немало поголемо угинување на пчелите, како што беше во 2017 година, додаде Митев. Инаку цената на медот и понатаму останува непроменета и се движи од 350 до 400 денари за килограм. И во моментов мед има доволно. Само се работи на подигање на свеста кај луѓето за поголема употреба на медот и пчелните производи.